А сега, дали знаете рубриката фамозна, дали знаете дека животот е сексуално пренослива болест со стапкана смртност од 100%? Што е стварно. Дали знаете дека 1 март во Исланд, тоест денеска, е денот на пивото, имено до 1989 имало прохибиција на пиво во оваа земја, арно, ама тие пиволюбци исландски се заканиле дека ако тоа нели не се укине, ќе им го викнат Чак Норис, а тоа никој не го посакал, бидејќи знаете што јадат непријателите на Чак Норис. Јадат ќотек. И дали знаете дека голем амбар со кутле не се полнит? Така да си знаете. Ви благодарам, режио моја драга, а сега ќе ве молам дајте ми најава да го најавам човекот кој што е навистина многу актуелен и кој што ми е чест што го имам во емисијата повтор пат преку но пееше, сега доаѓа и како гостин Владко Лозановски во 1 на 1. Пријателе, како си? Ајде, повели седи. Многу ми е, чест ми е што дојде, ова станало неисклучено, видиш. Чест ми е што дојде, ти си малце болен. Така, малце. Едва избориш. Па, Не дослушуваш на дувце, а? Ќе се потрудам малце. Ајде, те напна последние 2-3 недели. Па добро, претходниот месец некако имав многу така активности, ете енергија многу истрошив и сега малце. Тоа е тоа. Сега ето имаш цевитана таму, ќе се напиеш, ќе се малце нели разработиш. Друже, ај вака, за што да те прашам за Евровизија, ќе те прашам прво, блиску до мене, голем хит стана. Ти си предпоставам супер задоволен од тоа како помина и јас би бил да сум на твое место. Што би кажал ти, еве да речеме за типот на бирање на пејач годинава? Ти се допаѓа ли? Да речеме нели жирито кажува гласови, после тоа оди ова нели телевотинг, па одеднаш буф ги даваат гласовите на невидено толку и толку. Мислиш ли дека е окей или дека може да се смени нешто да би било потранспарентно и демократски? Па види, со оглед на тоа што првпат ова година се прави тоа 50-50, значи 50 е од жирито, 50 од телевотинг. Значи во глобала све се заврши како што треба, колку што знам јас. Значи имаше прекрасни песни, прекрасни пејачи. Како што кажав, со оглед што е прва година ова, се надам дека втората година, значи следната година ќе биде подобро и ќе има. Би сакал ли да речеме да гласовите се менуваат на секои 2 минути рефреш да правиме, па да врти телевизор? Па тоа би било супер. Тоа би било, значи да се анализираат цело време тие гласови. Па гледаме ние, Владко има помалку звони, такви ствари. Гледаш тоа и овие и операторите ќе имаат ќер. Ти победи на радиски фестивал, победи на Макфест, значи натепа добро искуство пред Евровизија. Како изгледа дружба на еден фестивал? Ти некој фестивалски човек си, одиш по фестивали. Па да, има ли се гледате ли со другиве пејачи? Си седите ли во бекстејдж, не знам? Па моментално значи од не знам 6 фестивали учествував на 4. Затоа си борен. Претходно бев значи на таа аудицијата Мак Звезди, па се појавив на радиски фестивал каде што зедов Гранд При, се запознав со многу пејачи, повеќето беа дебютанти. После тоа се појавив на Макфест. Паѓаат дружби на фестивалот? Нормално, значи има поголеми познанства, например, со тие претходно пејачи или колеги што се немаме видено, тоа што имавме прилика се видиме, се запознаваме, да поделиме искуства. Светот на пејачите? Па не знам, за сега е добро, со оглед на тоа што сум околу 8 месеци така професионално, значи имам околу 5 песни и со тоа што работам сам моментално, со помагање на многу добри пријатели, голема благодарност до нив. Сум многу задоволен и се надам дека 2009 година ќе биде барем слична колку 2008. Ајде се надеваме, фала Богу. Со кој вака најдобро стоиш, со кој се дружиш од естрада? Па во глобала ти кажам право со сите, најчесто сите колеги ми се комши, случајно да се вселив Ново Лисиче. Да, Лисичани така доста. Па ги има сите таму тука, се баш next time со нив си се гледаме. Исто така голема дружба имам со Денка, Андреј Панчо, голем поздрав до нив, Врчак. И што убаво што ги спомна, што се случува, има една интересна работа што треба и сите да знаат, се подготвува песна за А1, А2 телевизија, ја прават ДНК и Врчак. Да. А ти си као featuring, ти си као special guest star или така нешто. Или им требаше да им помогнеш пошто не знаат да ја направат? Не, таму работа. Значи песната е подготвена све. Добро звучи? Многу добро звучи. Значи ќе се појавам така
малку. Во рефренот, ни кај си ти? Во рефренот, да. А, не Рапувањето хип-хоп ли е? го оставам на овие што се поискусни за на рап, раперите. на раперите го оставам. Кога може да очекуваме тоа да излезе? Имаш информација некоја? Па сега, за сега само да се подготвува песната да излезе убаво Но што при треба. крај, така? Али во при крај не се брзаме, Кај че си излезе кај кај. Врчако студио? Да. Како изгледа? Не сум бил кај Врчак. Студиото е прекрасно, топ е. Вака споредбено со другиве студија? Па не сакам да успоредувам, али можам да кажам дека е една од добрите студија во Балканот ако не ги поширува. Врчак, браво, мајсторе. Одлично, одлично, одлично. Ај вака да те прашам. Малкумина знаат дека ти всушност беше и во врска со Сања Николич. Така ли е? Кажи си сега, признај си, ајде. Како се запознавте? Стварно ли ве запознал некој заеднички пријател? Панчо ли ве запознал? Кој го? Па се нема да кажам човекот или беше вистина на буквата П. Така, Али јате нека биде Панчо. Нека биде Панчо, добро. Ама те остави после тоа, така ли е? Па си најде друг. Си најде друг. Така. И нормално е се тоа. почувствува Кој разочарано. ќе си најде некој друг, нормално дека да појде кај него. Да. Да се чувствувам разочарано и јас си најдов друг. Така. Вистина ли Натали Грубовиќ е таа друга? Па не можам да кажам, но кажам иницијалите се НГ. НГ, така. Добро, окей. А не ли ти пречеше и уште ти пречи ако си со Натали тоа што две јавни личности па наводно сте имали еден инцидент со папараците каде што морал Панчо кој тогаш беше телохранител на Сања да реагира, да одвојува. Ти пречи ли тоа, да речеме? Не ли мислиш дека боле да си најдеш некоја мирна девојка од соседството, од Лисиче можеби? Па така, да ти кажем право е многу тешко така, Тешко. со јавна личност, е папараци, па така Панчо ќе излезе нешто кој телохранител, па ќе треба и со него се расправаш. Да. Па најубаво да си се најде некоја така поанонимна личност. Пример Елена Ристевска е. Така. Некоја така што не ја знаа толку Да. многу, да. Во глобала се ќе биде Комшиите. све во ред. Поздрав до сите што ги спомнавме. Ај кажи ми за Мак Звезди, го спомна, убаво што ти текна. Тогаш ти за прв пат имаше некое искуство со публика, пееш пред публика или? Значи прво јавно искуство ми беше значи на Мак Звезди. Таму ја разбив таа трема. Уште си имам, али таму беше неголема, значи таа трема траеше 9 месеци дори. Да речеме Мак Звезди да не беше, мислиш дека сега ќе беше полош пејач пример?